Моето име е Јосиф и секој од вас кој што сака да направиме интеракција, да му одговорам на неговите прашања и да најдеме нормално решение на дилемата или митот со кој што се соочува во темите кои што најмногу можеби се поврзани со здрав и активен начин на живот, може да го направите тоа користејќи ги бројвите на телевизија Телма, користејќи ги моите лични профили, да ми пишете во порака Коуч Јосиф, може да ме најдете или на Facebook или на Instagram, или па можеби да го искористите хаштагот #AskJosif. Марина со долна црта Димовска и прашува што е разликата помеѓу свинско и телешко месо, кое е поздраво и колку пати неделно е препорачливо да се конзумира. Марина, телешкото месо генерално се класифицира како можеби највисоко нутритивно месо. Има одличен аминокиселински распоред и состав, има и дополнително и добра микронутритивна вредност и генерално, не знам колку си запозната, но најчесто е да речеме мајките кои што имаат новороденчиња и деца, телешкото месо секогаш можеби го употребуваат како прво нешто во нивната класична исхрана, откако можеби ќе завршат со доење и со конзумација на децата на мајчиното млеко. Така да телешкото месо од една страна е најдобро, нутритивно гледано, од друга страна многу и хронични болести поврзани особено со дигестивниот систем и особено со дебелото црево се поврзуваат со телешкото месо, односно со црвените меса во кое што спаѓа телешкото. Од друга страна тоа не значи дека свинското не е добро. И тоа месо изобилува со одличен аминокиселински распоред и протеини, има исто така и одреден микронутритивен состав кој што е полезен да се конзумира, така да не можеме да кажеме ова е подобро, ова не е добро. Но она што се почесто научниците и луѓето кои што се занимаваат со овие проблематики зборуваат за тоа колку е одржлив развојот, односно колку е одржливо да се произведува телешко, односно свинско месо. И она што можеби секој од вас треба да го знае, да стане свесен, е дека 1 килограм телешко месо за да дојде до трпезата произведува огромна количина на стакленички гасови кои што и текако имаат удел во глобалното затоплување на земјината топка, и тоа е она што во последно време многу повеќе се зборува отколку тоа што е поздраво да се конзумира, затоа што и двете меса на крај на денот се во ред да се конзумираат. Затоа, ако можеби еве зборуваме во овој дел што е најодржливо за да ни ја зачува планетата Земја, тогаш на прво место кое што најмногу ја загадува нашата планета е телешкото месо, затоа што за да се чуваат говедата, тие произведуваат огромна количина на метан, при тоа за да се обработи телешкото месо и да се донесе на трпезата, исто така се произведува многу јаглероден диоксид и се троши енергија. На второ место е тука свинското месо, најмалку што придонесува во загадувањето на нашата планета Земја е пилешкото месо. Затоа, доколку зборуваме о нутритивен состав, да, телешкото е најдобро, но доколку зборуваме од онаа друга страна што е одржливо за нашата планета Земја, телешкото месо е дефинитивно најлошото.